Здруженијето Доверба Куманово реализираше трибина во рамки на проектот Здрави врски основа за ментално здравје, посветена на важноста на отворениот разговор, меѓусебното разбирање, поддршката и грижата за менталното здравје. Завршниот настан од проектот се одржа во Занаетчискиот дом. Проектниот координатор Дивна Јанкова информираше дека преку проектот едуцирани се девојчиња на возраст од 16 до 19 години и професорки и стручни соработнички од средни училишта во Куманово и Охрид. На трибината стручни лица од областа на психологијата дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат младите, влијанието на токсичните врски врз нивната емоционална благосостојба и важноста од навремена психолошка поддршка. Учесниците покажаа дека младите може да бидат важни носители на позитивни промени преку отворена комуникација и заедничка поддршка од семејството, училиштето и заедницата. Идејата е да се реагира пред младите да влезат во нездрави партнерски односи или подоцна во брачни заедници, што може да резултираат со насилство и долгорочни последици за целото семејство, изјави Јанкова. Проектот го реализира Здруженијето Доверба Куманово со поддршка на екуменска иницијатива Жени од Омиш, Хрватска. Ова е завршеток на проектот, во кој што се обучува 17 девојки од 16 до 19 години и 7 стручни лица, односно стручни соработници и наставнички во Охрид, со две училишта, Наце Буџони и гимназија и 2 средни училишта во Охрид. Беа на обуката со цел да се научат младите девојки како да препознаат токсични врски, да постават здрави граници и како понатаму да одржуваат здрави односи засновани на почит, поддршка и еднаквост. Навреме да се препознаат токсични врски, тоа е целта, нели? Да се препознае нити да се влезе во таква врска или пак брак, како би се спречиле многу насилства во семејствата и во кое што трпат и децата и целата заедница. Она што би препорачала, не е важно само да работиме на личното ментално здравје, на личен раст и развој, туку и да работиме на тоа какви врски и односи имаме со нас. Тоа е основата за една психичка благосостојба, за една искрено јака и личност полна со самодоверба и заедницата од тоа ќе има корист, имаме здрави личности сви.